Добро вечер, почитувани гледачи. 17:10 понеделник, ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секогаш сум тука јас со вас како ваш домаќин и оној мој соговорник денес кој што веќе со мене во студиото, со кого што ќе говориме за одредена тема и секако во однос на таа тема ќе дадеме и совети како сето тоа треба да се практикува во секојдневниот живот за да нели имаме подобро здравје. Денеска ќе говориме за примената на витаминот D и омега 3 масните киселини, колку се тие значајни за нашето здравје, за нашиот имунитет и се со цел, нели, ако правилно ги внесуваме и ако доволно ги внесуваме во определено количество, можат и како да ни помогнат да го сочуваме нашиот имунитет на повисоко ниво, а кога би го сочувале, нели, нашиот имунитет, би се бореле со многу штетни влијанија од надворешната средина. И сега да се надоврзам што значи тоа штетни влијанија од надворешната средина, бидејќи континуирано градот Скопје, па и пошироко, одредени делови од нашите градови во нашата Македонија се навистина, како да кажам, сме хендикепирани во однос на тоа што навистина имаме загаден воздух. Посебно во главниот град Скопје, Тетово ми се чини, навистина воздухот е презагаден, а сето тоа влијае врз нашето здравје. Со мене денеска во студиото е Цветанка Трпеновска, која што е дипломиран фармацевт. Ние со неа ќе поразговараме за примената на овој витамин D омега 3 масните киселини во однос на заштитата од вакви штетни влијанија, како правилно да ги консумираме и колку се тие значањни, што може да не заштитат. Меѓутоа, пред да го започнеме разговорот и пред да поздравам мојата гостинка во студиото, би сакала да слушнеме што значи тоа загадување на воздухот. Значи, прилогот е малку поголем и би било добро внимателно да го погледнете и да го слушнете. Какво е загадувањето, што значи загадувањето на воздухот, какви се честици содржи загадениот воздух, како тие лошо влијаат на нашето здравје. Слушнете го и видете го, а повторно ќе се вратиме потоа во студиото да го започнеме денешното издание на Ваш термин. Под загадување на воздухот се подразбира внесување на нови некарактеристични физички, хемиски и биолошки материи во атмосферскиот воздух или промена на одамна веќе присутните концентрации на овие материи во животната средина. Загадување на воздухот е широк термин, применет на хемиски, физички или биолошки агенси, кои ги менуваат природните карактеристики на атмосферата. Загадувањето на воздухот е една несакана состојба на природната средина, каде што воздухот е загаден со супстанции што се штетни за здравјето на човекот. Загадувач на воздухот е секоја супстанца која може да предизвика штета на луѓето и животната средина. Загадувачите можат да бидат во форма на цврсти честици, течни капки или гасови. Освен тоа, тие можат да се природни или создадени од човекот. Загадувачите би можеле да се класифицираат како примарни или секундарни. Обично примарните загадувачи директно се испуштаат од даден процес, како пепелта од вулканските ерупции, јаглеродниот моноксид од испустите на моторните возила или сулфурниот диоксид ослободен од фабриките. Секундарните загадувачи не се испуштаат директно, туку тие се создаваат во воздухот со реакциите или заемно дејствата меѓу примарните загадувачи. Важен пример на секундарен загадувач е приземниот озон, еден од многуте секундарни загадувачи кои се составен дел од фотохемискиот смог. Некои загадувачи можат да бидат и примарни, и секундарни, односно, тие се испуштаат директно, но исто така се создаваат од други примарни загадувачи. Загадувањето на воздухот во домовите, како и квалитетот на градскиот воздух, се наведени како два од светските најголеми проблеми со загадување во извештајот за најмногу загадени места на Институтот Блексмит. 35% од болестите во Македонија се последица на загадениот воздух.
Околу 1300 лица умираат поради аерозагадувањето. Децата, старите лица, хронично болните и бремените жени се најкритичните групи. Ова се податоците од студијата спроведена од Институтот за јавно здравје за Скопскиот регион, направена за проценка на ефектите од загадувањето на воздухот врз здравјето на луѓето. Според студијата, Скопје е еден од најзагадените градови, ако се земат предвид концентрациите на PM2,5 частичките. Студијата е спроведена во соработка со Финскиот институт за здравје и благосостојба, во која се истакнати факторите кои ги намалуваат PM10 частичките, а треба да се спроведат како модел во Македонија. Додека Светската здравствена организација пак утврдила дека 2,4 милиони луѓе годишно умираат од последиците поврзани директно со загадувањето. Тоа се хроничните заболувања, како на пример астмата, емфиземи на белите дробови, оштетување на срцето и на белите дробови, алергии на дишните органи. Загадениот воздух влијае на физиолошките функции, како на пример на респираторните и на доводот на кислород во крвта. Особено при поголема физичка активност, стеснетите крвни садови и немање доволно кислород во крвта може да дојде до мозочни и срцеви удари, до надразнување на сетилата, повраќање, губење на апетитот, нарушување на сонот. Големите концентрации на сулфур диоксид, а и на другите оксиди на сулфурот, предизвикуваат најразлични проблеми врзани со дишните органи. Зголемени количества на овој оксид, на јаглерод моноксид, имаат особено негативно влијание врз нервниот систем и врз кардиоваскуларниот систем кај човекот. Може да доведе до појава на јаки главоболки, задушување и труење, па и смрт. Зголемени концентрации на оксиди на азот негативно влијаат на органите за дишење, кои може да предизвикаат и смрт. Овие оксиди ја намалуваат и способноста на крвта за пренесување на кислород. Поголемите концентрации на јаглеводороди може да предизвикаат кашлица, забрзан пулс, главоболка, мачнина, промена на температурата на телото, промени во крвта, па и до појава на смрт. Овие соединенија ги иритираат слузокожата на очите, носот и респираторниот систем. Суспендираните честички пак се сочинети од повеќе материи, главно од ситен прав, чад, несогорени масла, пепел, метали и мрсни материи. Големината на частичките се движи од 0,01 микрони до и над 100 микрони. Главно извори на овие частички се согорување на масла и на цигари. Кога ќе се здружат заедно со сулфур диоксидот, ги оштетуваат белите дробови, а можат да предизвикаат и карцином на желудникот. Оловото од издувните гасови на автомобилите што се наоѓа во частичките е штетно за човековото здравје, особено за децата. Ситниот прав, познат како PM10 честички, се фракција од суспендирани честички со опречник од 10 микрони, се задржуваат во носот, додека честичките PM2,5 навлегуваат во бронхиите на белите дробови. Еве повторно сме во студиото. Од овој малку поголем прилог можевте да слушнете многу информации во однос на тоа како влијае загадениот воздух лошо на нашето здравје, што се може да предизвика, кои заболувања, кои лица се најзасегнати. Меѓутоа, ние затоа сме денес тука да говориме малку на оваа тема, меѓутоа да ги поврзаме работите на поинаков начин. Да кажеме нешто повеќе за витаминот D и омега-3 масните киселини, како делуваат врз здравјето на човекот, врз подигањето на имунитетот и се разбира се со цел некако да се заштитиме од овие штетни влијанија. Кажав и на почетокот, за оние кои што подоцна се вклучуваат, со мене во студиото веќе е Цветанка Трпеновска, која што е дипломиран фармацевт. Меѓутоа, пред да ја поздравам и пред да го започнеме разговорот, и во оваа емисија нашите пријатели, односно пријателите на емисијата Ваш термин Фарма-С доделуваат за вас подароци, бидејќи нели тоа вие го баравте од нас, нешто да можете и вие да добиете на подарок, а токму тоа ќе биде витаминот D3, витаминот D со омега-3 масните киселини во комбинација. Значи, може да се користат за дечиња над 3 години,
еве, оние кои што не следат, ако не следат малку повозрасна популација, можат за нивните внучиња да се јават, а секако можат и тие да го консумираат. Добро вечер, добре дојде за прв пат во ваш термин и телевизија Сонце. Добро вечер. Така, драго ми е што еве сте денес овде со нас, малку да поразговараме и за тоа пак што треба се ние како нели луѓе кои што обстојуваме и живееме да применуваме во секојдневниот живот за нас и за најмалите, за да имаме подобро здравје и да си го сочуваме имунитетот на повисоко ниво, за да можат што помалку вакви штетни влијанија да делуваат лошо на нашето здравје. Јасно. Ајде првин вака да започнеме. Може би малку ќе се повториме од сето на што го слушнавме од прилогот, но нели секогаш не е на одмет да се повторуваат работи за се повеќе да ги информираме нашите гледачи. Од што се загадува воздухот и кои се главните причинители за тоа? Така. Значи вака, загадување на воздухот представуваат честички кои се присутни во атмосферата, кои се некарактеристични. Вообично тоа се дали хемиски, биолошки или физички партикли кои што негативно влијаат врз здравјето на човекот како и на животната околина. Сега загадувачи, на прво место би кажала автомобилите, потоа фабриките, согорување на дрва, јаглен, нафта. Така што тие се главни, да кажам, причинители за загадувањето. И сега, со овие согорувања со нели автомобилите се испуштаат честички кои што влијаат негативно врз здравјето на човекот. Некои од тие се азотни, сулфурни оксиди, јаглерод диоксид, јаглерод моноксид и нели други штетни честички. Така. Што представуваат PM честичките? Бидејќи многу често ги споменуваат PM10 честичките, PM2,5 честичките, кои што претпоставам тие се оние кои што навлегуваат во нашето белодробие, во дишните патишта. Што представуваат тие? Значи што можат да сторат? Какви проблеми? Така, PM честичките се, како што кажав, честички со многу мала големина. Значи 10 PM10 честичките се со големина од 10 микрометри. Всушност тие се опасни затоа што навлегуваат во ги нели несуваме во нашиот организам при инхалација, а разликата помеѓу PM10 и PM2,5 честичките всушност големината тие се помали честички, 2,5 значи микрометри и помали. Тие се поопасни би рекла затоа што покрај што ги инхалираме, тие се толку мали што навлегуваат и во крвотокот, односно во циркулацијата. И тука е моментот, односно тука можат да настанат тие штетни ефекти врз кардиоваскуларниот систем. Така. Да. Кои се ефектите врз здравјето и на некој начин сега кажавте и каде е Македонија според некоја статистика? Каде сме ние во однос на загадувањето и во однос на загадувањето како причинител, пак бидејќи во прилогот можевме да слушнеме дека на вистина загадувањето може да предизвика дури смрт. Јасно. За жал не може да се пофалиме со некои нели добри бројки. Скопје, сите знаеме, актуелна е таа тема во последно време, дека е трет по загаденост град во Европа, а Тетово е нели прв. Така што тие честички и нели се осеќа ефектот врз луѓето и врз здравјето. Краткорочни ефекти кои ги има загадениот воздух врз луѓето, првично иритација на очи, на грло, на нос, кашлица, болка во гради, значи тие се тие краткорочни, да кажам, ефекти. Долгорочни ефекти кои што може да настанат при нели подолго изложување на загаден воздух се пулмолошки заболувања, астма, бронхитис, потоа ги спомнавме PM2,5 честичките кои што навлегуваат во циркулација, така што тука се на васкуларно ниво се случува инфламација, односно имаме ризик понатака за срцев удар, односно и мозочен удар. Така што да. Тука си алергиите претпоставувам, бидејќи Јасно, тука знаат и да се потенцират и да се влошат. Затоа се и покачани алергиите Јасно. Симптомите на тие што веќе ги имаат овие болести, како астма, бронхит, и секако тука се најранливите, односно така. Зошто секогаш се децата најзасегнати, повозрасните, бремените жени? Зошто е тоа така? Децата се зареднили нивната физичка големина, капацитетот на нивните бели дрови, затоа што не може тоа да го издржат и кај нив нели се уште се развива организмот. Да. Нормално сите сме засегнати. Така, меѓутоа бремените и децата се најранливата група, би рекла, најранлива категорија. Така.
Ајде тука ќе се обратам повторно до нашите гледачи, да режијат да ги стават телефоните на екранот ако не се веќе ставени и може да ни се приклучат во разговор нашите гледачи, да го кажат и мислењето за загадувањето на воздухот и влијанието врз лошо врз здравјето и ќе добијат на подарок витамин D со омега 3. Уште повеќе што ако имаат дечиња, ќе биде добро да го консумираат дечињата, а секако можат и возрастните. Значи, стигнавме до здравјето и ефектите на здравјето. Поврзаноста, која е помеѓу аерозагадувањето пак и витаминот D? Јасно. Меѓутоа, дали имаме, ако имаме гледач, ќе го вклучиме, првен гледачот, ајде да го вклучиме гледачот. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, како сте? Добро, со вашата емисија прекрасно и темата секако баш погодна за овој период во годината и загадувањето. Би сакала да ја прашам фармацевтката. Јас лани добив вирус и добив бронхопнеумонија. Така. Оваа година истото ми се повторува што лани месец дена, значи, се лечев. Оваа година сега исто се разболев, али 10 дена да речеме. Но сега тоа што чим излезам надвор, после тоа добивам не секојдневно, секогаш, но крварење од носот. Дали се должи тоа на загаденост или е нешто друго? Што мислите вие за состојбата кај нас со загадувањето? Колку е алармантна? Па ја мислам дека е многу е. Мислам, стварно човек го излезе, не можеш да дишиш. Јас нон-стоп со маска сум, Го чувствувате тоа печење на очите? Кога е загадено. Так, чувствувате ли печење на очите, дишувањето така тешко, лошо? Да, осеќам во градите повеќе. На очите немам печење, али во градите осеќам овакво нелагодност, кој притисок некој. Так. И грлото, нон-стоп ми е грлото, да речеме, така иритирано. Така, сите тоа го чувствуваме. Вака сега пред да одговори на прашањето, ќе го повториме прашањето, бидејќи го паметам јас прашањето ваше во однос на крварењето од носот. Кажете ми го името и презимето за да добиете подарок витамин D со омега 3. Ако имате некое внуче, можете да му го дадете на внучето, а можете и вие да ги консумирате. Кажете ми го само името и презимето. Донева Душанка на телефон. Донева Душанка. Да. Добро, Душанка. Значи, веќе од утре после 9 часот ќе може да се јавите во нашата телевизија да дојдете да си ги подигнете. Благодарам. Бидете на линија да ви каже мислење Цветанка за вашиот проблем. Дали сметаш дека од што е крварењето што би можело да биде? Па секако дека загадувањето на воздухот би имало влијание врз состојбата која што ја кажа. Гледачката е сега совет во поглед на оваа состојба да не се излегува или надвор кога загадувањето е преголемо. Сега сите нели сме во можност да ги имаме овие смарт телефони кои што ни покажуваат всушност колкава е концентрацијата. Јас ќе погледнам попосле да видиме каков е моментот. Да, на PM частичките кај самиот квалитет на воздух, така што нели излегување кога имаме свеж воздух, кога имаме чист воздух. Тогаш да се излегува, да се искористи оној воздух. Вчера беше доста загадено, јас баш проверував. Предходните денови имаше неколку дена каде што навистина беше добар воздухот и каде што навистина тогаш требаше да се искористи тоа малку да се излезе на прошутка. Значи крварењето дали би можело да биде нешто од... Тоа би можело. И да, би советувала нели да се проложи со терапијата, претпоставам дека има терапија која што препишана со доктор и внимателност во однос на нели. Така, и имунитетот, да се погрижи за имунитетот. Тоа е клучно, да, имунитетот треба да се... Дали имаме гледач? Добро, ајде да го вклучиме. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Здраво, се јавува Сузана од Аеродром. Здраво, Сузана. Поздрав до вас, поздрав до гостинката. Благодариме. И малку да прокоментираме за загадувањето, значи, ние живееме во аеродром, меѓу аеродром и Ново Лисиче, кај мостот Близнаци. Така. Навечер толку е гадно, не се диши, магла. И не помага, значи, ни маски, ништо не помага. Не знам некој друг совет да ни кажете, да не посоветувате. Со деца мали излегуваме, некогаш мора да ги изнесеш. Така. Кажете ми го само вашето презиме, Сузана, за да... Димевска. Како? Димевска. Значи, имате ли дечиња? Да. Еве овие витамини кои што ги делиме денес, ова ќе биде едното пакување за вас, можете да ги давате на дечињата така што ќе ги заштитите
од загадувањето, бидејќи овие се користат во понатамошниот дел од разговорот, кај слушнете колку се важни во однос на заштитата од загадувањето, затоа и сакавме ова малку да го поврземе. Значи ова ќе биде за вас. Ви благодарам за вашето мислење. Знаеме дека аеродром на вистина исто така еден дел од градот Скопје кој што на вистина е доста загаден. И меѓутоа, како што кажавме на почеток и сега, треба да си го чуваме нашиот имунитет, што повеќе да биде на повисоко ниво колку може, нели, за да на некој начин што помалку овие штетни надворешни влијанија ни делуваат на нашето здравје и некако да успееме да се заштитиме, нели, што помалку да излегуваме во тој период од денот кога е загадено, за да не го вдишуваме тој воздух, барем колку можеме. Ајде да преидеме на витаминот Д. Еве, бидејќи веќе поделивме и веќе на наши две гледачки витамини, па да знаат што е витаминот Д и која е неговата функција. Така, јас прво би се надоврзала на аерозагадувањето, односно која е поврзаноста помеѓу аерозагадувањето и D3, односно дефицитот на D3 би рекла. D3 е витамин кој што се создава под дејство на сончева светлина, односно под дејство на UVB зраците. И сега што се случува? Кога е загадувањето преголемо, кога надвор има висока концентрација на PM честички, зраците, UVB зраците не може да дојдат, да пројдат всушност до земјата и да нели нашето тело создаде витамин D3. Значи тука е моментот дека кога има загадување не може нашето тело да создаде доволно витамин D3 кои што се нормални нели за правилно функционирање на организмот. И сега, што е витамин D? Како што спомнавме, витамин кој се создава под дејство на сончева светлина, неговата потреба почнува уште кога бебето се наоѓа во утробата на мајката. Тој е одговорен за метаболизмот на калциум, како и минерализација на коски. Покрај метаболизмот на калциум, тој е одговорен и за имунитетот. Затоа е важно во овие моменти кога нели аерозагадувањето е високо, да се внимава малку на имунитетот, односно да се суплементира витамин D3. Покрај имунитетот важен е неговиот ефект врз невролошкиот развој. Пак тука ќе ги ставам најмалите, најранливите, кај нив невролошкиот развој, нели, се уште е во процес, се уште се развива нервиот систем. Така. И тоа би било уште исто така корисно во однос на сите овие штетни влијанија. Што се случува кога има дефицит на витамин D во нашиот организам? Да. Значи, кај малите, би рекла новородените, веднаш штом се пуштаат нели од болница, се препорачува, тоа е задолжително е суплементација на витамин D400 интернационални единици. Тоа е така затоа што витамин D превенира рахитис кај на малите, условно ослабнување и деформација на коските. Метаболизам на калциум спомнавме, потоа тука имунитетот, значи витамин D кој појачува имунитетот, би се надоврзала пак за калциумот. Витамин D исто така одговорен за остеопороза, односно, или со тоа што одговорен за калциумот, се препорачува како терапија, како дополнителна терапија кај тие жени во нели после 50-60 години третман на остеопороза и остеомалација. Тука се нервните заболувања, поврзан е витамин D со невродегенеративни промени, односно со Паркинсон и Алцхаймер. Така што широко е дејството кој што витамин D би имала влијание. Така. Значи, кој се треба да го консумира, бидејќи некако све се потенцира децата и возрастните, меѓутоа дали би штетело ако некој например на 30-40 години се консумира витамин D? Дали би имало штета, а која би била користа сега? Така, баш корисно прашање. Овака, сите сме дефицитарни на витамин D. Така. Аерозагадувањето тука, нели, да го намали производството на витамин D. Од друга страна, во последно време има препораки, последниве неколку години, десетина да кажам, дека сонцето е толку јако што нели предизвикува рак на кожа. Так. Но што се случува? Со оние креми со фактор што постојано го користиме, всушност го блокираат UVB зрачењето, односно и тие може ли само да не чека гледачот да тука малку да задржиш мислата да го слушнеме, па ќе продолжиме. Добро вечер за кого? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Даниел на линија, 28 годишен дечко, еве гледам од почетокот на емисијава, супер сте. Фала. Поздрав до вас. Ми се свиѓа темава за која што говорите. Така. Имам едно прашање до гостинкава. Секако. Летово прележав бронхопна пневмонија. Така. Значи, цел живот сум спортист,
уште спортувам, да осеќам сега кога е вакво времево као малаксаност, као да немам толку доволно не сила, него као телово да ми е малаксано. Некогаш, поготово во периодот на попладневните часови, 15-16 часот, дали е тоа нормално, дали треба да примам поголема витаминска као терапија да ја речам, користам тие аминокиселини, гледам да се придржувам кога сум со напорни тренинзи со баш она високо витаминска храна, протеинска, јаглехидрати исто, али ја осеќам малаксаноста сега, поготово на ово време. Дали има некоја препорака да ми препорача гостинка ваша? Добро. Дамјан, како ти е презимето, само да те прашам? Дончевски. Дончевски. Значи, еве ти ќе добиеш веќе витамин D3, што можеш да ги консумираш и многу ќе ти користат. Кажавме и сега тоа ќе биде и одговорот дека... Многу слабо ве слушам. Значи, веќе со ова што се јавивте, ќе добиете витамин D3 со омега. Добро. И ќе може да ги консумирате и тие ќе ве заштитат и од ова загадување, бидејќи еве сега слушнете во текот на разговорот што ќе го каже нашата гостинка Цветанка, значи таа е дипломиран фармацевт, ќе каже зошто е тоа важно да може и вие да го консумирате, а и ќе ви укаже на она што ја прашавте во однос на вашиот проблем. Значи, и за вас и за другите две наши гледачки, веќе од утре ќе можете да дојдете во телевизија Сонце да си ги подигнете витамините. Добро, а каде може да ги докупам доколку сум задоволен од нив? Ќе ви кажеме кога ќе дојдете тука. Значи, Фарма С е, производите се на Фарма С, претпоставам дека горе-доле во сите аптеки ги има. Е така. Ајде сега да видиме што ќе кажеш ти во однос на проблемот на Дамјан. Зошто се чувствува така? Што мислиш? Значи, претпоставам дека нели во врска со неговата. Така, години млад релативно дечко, да, со тебе само не слушнав дијагнозата. Имал претходно проблем, ми се чини, со воспаление на дишните патишта. Така. Значи, и сега вежба, меѓутоа и покрај сето тоа што тој го применува, значи здраво се храни све, меѓутоа повторно чувствува некоја малаксалост. Пак е причина воздухот, аерозагадувањето, значи тоа што нели предизвика потешкоти во функционирањето на неговото тело, неговиот организам, пак ја препорачаме нели витамин D, здрава храна, тука и омега, да не заборавиме тоа што е нели во наша, да кажам, во наша моќ да се храниме здраво, да земаме суплементи таму каде што не можеме тоа да го нели внесеме преку исхрана. Така што тоа е нешто на што може да влијаеме. И во секој случај, како што секогаш напоменуваме, кога се високи концентрациите, има една апликација која што секој може да се стави на својот мобилен телефон, Мој воздух, и можете да гледате кога навистина има висока концентрација и на загадување на PM10 частичките. Значи, тогаш гледајте колку можете да избегнувате излегување надвор, ако навистина немате некоја потреба, бидејќи тогаш тоа што го вдишуваме секако дека ни штети и нормално дека би предизвикало некои проблеми. Значи, користете ги оние денови кога навистина не е загаден воздухот, да излезете и да малку да подишеме како и вие и ние некој воздух, барем колку толку чист. Значи, тоа е тоа исто што можеме да го порачаме, значи препорека да не се излегува навистина кога е загадено, за да не си предизвикаме сами на себе проблем. Така, посебно кај овие, се извинам, овие ранливи категории, како и претходната гледачка и нели дечкото што се јави дека нели веќе имаат проблеми со знаат дека имаат проблеми, уште повеќе да избегнуваат. Да слушнеме кој е на линија? Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Гордана Ризовска на телефон. Како рековте? Ризовска Гордана. Ризовска Гордана, повелете Гордана. Да, јас слушам, мислам, советите од фармацевтката. Така. Прекрасна емисија, морам да ве похвалам. Фала. Но, овако, немам прашање, но јас имам на кичмата, имам остеопенија. Добро. Се пијам лекарства и сакам да кажам дека лекоска, сме на одмор, студена се срекнав со лекар, ортопед, и јас со научени седни, нели, на езеро кога седиш, и баш прави прогноза, кажам дека имам остеопенија. Овако, и он ми вика, слушај да ви кажам, значи, сонцето е многу важно за D3 овакво витаминот, и вика, а најповеќе се абсорбира преку очите. Затоа вика црни научари, тетни научари никако да не се носат. Не знам, може да чува и
знаат луѓето дека значи треба не да се седи на јако сонце, али на слабо попладен да речеме рано сапне и тоа време да носат техники на очот, затоа што да се апсорбира витаминот D3. Добро. Значи, Гордана, и вие сте добитник на едно пакување на овие витамини, кои што ќе ви користат секако, и мислам дека за оној проблем што го имате, еве сега ќе ви потврди и Цветанка. И се надевам, еве, ќе ви бидат од корист, ќе дојдете да си ги подигнете во телевизија Сонце, може да дојдете уште од утре и вие и сите останати. Ви благодарам многу. Морам да ве пофалам сите како телевизија, многу често да гледам, поготово со опрувот и синот, спортските емисии, редовно ги пратат, морам да ви кажам. Водителот Петар, мислам дека се вика, обожава да го слушат, морам да јавно така да го кажам и да ве поздравам сите. Ви благодарам ете што не следите и следете ни и понатаму. Се надевам дека еве во секоја емисија ќе можете нешто да слушнете интересно и корисно како од мојата, така и од емисиите на колегите. Значи стигнавме до тоа кој треба да го консумира. Моментот беше дали можат и оние кои што имаат 30 и највеќе години, како што беше нашиот гледач. Дали треба или така? Треба, како што кажавме, сите сме дефицитарни на витамин Д, стигнавме кај кремите со фактор. Сметам дека тоа е важно затоа што скоро сите ги користиме. Така. Не само додека сме нели на одмор, кој нели на преку ден. Сега, како што спомнав, кремите ги блокираат тие УВБ зраци, всушност тука имаме неможност да се создаде витамин Д. Така што тоа се дополнува нели со и плюс аерозагадувањето, така што мораме да се заштитиме заради штетноста на сонцето и кога ќе видите. Значи тука треба паметно да се изигра, односно да се излегува на сонце кога нели тоа не е толку штетно во нели како беше препоракливо од 8 до 12 часот и после 17. Кој го почитува тоа. Така да. Зашо? Што се омега 3, 6 и 9 и каде се присутни? Така. Че омега 3 би спомнала се есенцијални масни киселини. Што значи тоа? Му требаат на организмот, значи, а тој не може сам да ги произведе. Значи ние треба да ги внесеме преку исхраната. Од омега 3 киселините се алфа-линоленска киселина, екосидексапентаноична и докозохексаноичната киселина. И сега од овие најважни се ДХ и ЕПА. Можам да ги спомнам увечно така ги бараме нели во оние суплементи кои што ги примаме. Тие се одговорни за развој на невролошкиот развој, како и за имунитетот. И видот би спомнала, би додала тука. Така. Сега, овие ДХ и ЕПА се среќаваат најмногу во најголема концентрација во рибите, посебно оние масни риби, како лосос и туна. Што се однесува до ЕПА, исто така и таа е присутна вградлив елемент на нервното ткиво и на очите. И тука е алфа-линоленската киселина, неа прва ја спомнавме, таа е присутна во семето од лен, чија семето сега доста актуелно. Таа може да се конвертира до ДХ и ЕПА, но таа конверзија е многу мала. Така што нас ни се најпотребни пак е повторам ДХ и ЕПА всушност, односно рибата. Така, значи треба повеќе риба да јадеме. Риба да јадеме, повеќе риба отколку црвено месо. Да. Укорисно во секој случај. Каков треба да биде односот при внесна храна на омега 3 и 6? Така. Омега 6 не спомнавме исто така се есенцијални масни киселини, значи и тие треба да ги внесеме во исхраната, но како што спомнавте во месата се доста присутни и тие се присутни во преработените масла. Сончогледово масло, пилешко месо, значи тие се извори на омега 6. Нивниот однос треба да биде 1:1. Но кај нас нели сите знаеме дека Македонија подрачје каде што се внесува доста месо, доста сончогледово масло, преработени масла и за жал се пореметува, имаме дисбаланс на овој однос. Че тие не штитат од кардиоваскуларни болести, правично тука нели би се задржала. Значи би не штителе додека тој однос е 1:1. Што се случува ако повеќе консумираме црвено месо, односно сончогледово масло? Значи тој однос не треба да дозволиме да има дисбаланс. Јасно. Тука значи
омега 6 не штити, но во случаи кога премногу се конзумира во однос на омега 3, имаме обратен ефект, односно имаме ризик за кардиоваскуларни болести, односно покачен холестерол, триглицериди, покачен крвен притисок. И тоа се факторите пак кои доведуваат до кардиоваскуларни болести. Суплементацијата на омега 3 кај деца и возрастни? Вака, кај деца се препорачува или имаме ментално препарат за деца. Кај нив имаме, како што спомнавме, невролошки систем кој што се развива. Те постојано учат нешто ново, им треба потпора, да кажам, во однос на таа цел. Кај возрастните, таа суплементација е во друга насока, покрај превентивна, би рекла, и во диагностички, односно терапевски цели. Тука се оние пациенти кои што имаат и кардиоваскуларни заболувања, кај нив се иди со поголеми дози, отколку кај А бидејќи последната гледачка спомна дека има проблем со остеопенија на кичмата, да се надоврзаме, дали е корисно да консумира ваков витамин? Да, корисно во секој случај омега 3 и би рекла витамин D. Така што витамин D е одговорен за метаболизам на калциум. Значи ова комбинација што ја делиме, така? Да. Така што витамин D кај неа сигурно ќе треба во повисоки дози да се конзумира, затоа што веќе имаме диагноза. Колку се препорачаните дози за деца, а колку за возрастни? Препорачаните дози за деца се 250 мг, односно вклучува и ДХ и ЕПА. За возрастни тука имаме малку со поголеми дози. Ако имаат здравствен проблем, веќе тука треба повеќе да консумираат. За возрастни се 400 мг, а веќе штом се работи за диагноза, дозите се над 500 мг. ЕПА и ДХ. Сега кажавме многу работи. Кога станува збор за загадувањето и за сите оние проблеми кои што ги предизвикува, витаминот D на што најмногу би влијал во однос на здравјето, во однос на проблемите со здравјето. Кажавме за децата, зошто е потребен, бидејќи се во развој, бидејќи треба нервниот систем да им се оформи правилно, да израснат во здрави, прави и силни личности. Што кај децата, што кај возрастните? Зошто? Против кои проблеми со здравјето најмногу? За витамин D или за комбинацијата на D со омега 3? Така, значи првично ќе почнам од младите. Има доста студии за комбинацијава на омега 3 и витамин D кај децата. Се докажало дека имаат влијание и витамин D и омега 3 при невролошкиот развој. Односно, некои студии предложуваат уште нејасен механизмот, но да и омега и D влијаат, односно учествуваат во синтеза на серотонин, кој што одговорна за психијатриските нарушувања и во однесувањето. Овие две витамини, масни киселини и D3, значи влијаат врз когнитивните процеси, а кај децата тоа е важно, односно децата учат, им треба меморија, концентрација, значи тоа се деца на 3 години кај кои што и говорот се уште се развива. Од превентивни цели кај децата треба се дава оваа комбинација, за подобро памтење, меморија. Има студии кои што потврдуваат дека и мисловните процеси, моќна концентрацијата се зголемува, како и памтењето кај оние деца со послаба меморија. Доколку кај возрастните, секако тука е аерозагадувањето како фактор, ризик би кажала за понатамошни болести, и омега 3 како масна киселина која што недоволно ја внесуваме преку исхраната, па може на овој начин да ја внесуваме. Затоа што, како што рековме, таа е есенцијална и треба на организмот за да може нормално да функционира. Сега доаѓа веќе зимскиот период, кај да е, негде на 21 официјално ќе ни започне зимата. Како што напомена една од гледачките, ми се чини имала проблем со грип, па доаѓаат оние вирози, настинки и така натаму, плюс загадениот воздух. Што вие би им препорачале? Еве, овој препарат, кажавме за што, значи витаминот D. Што треба покрај овие суплементи кои што ќе ги користат? Како треба да се однесуваат во секојдневниот живот? Што се да консумираат? Кои витамини најмногу се потребни во овие зимски периоди? Дали тука е потребен и витаминот С? Дали треба да се користат некои
можеби други повеќе витамински додатоци. Значи што вие би препорачале како фармацевт покрај нели витаминот Д и омега-3 масните киселини кои што навистина и како се значајни, говориме за периодот кога има загадување и како нели секојдневно да се хранат, што треба повеќе да консумираат за некако да можеме да ги избегнеме овие вирози, настинки и грипови. Така. Исто така, од кога станува збори за децата па за највозрастните. За возрастните. Првично би рекла здрава храна. Так. Јадење риба, Светската здравствена организација препорачува 2 пати неделно јадење риба и сега. Кога не сме во можност, постојат нели суплементи кои што може тоа да го овозможат. Физичка активност, би рекла, важна е физичката активност за нормално функционирање на организмот. Спомнавте витамини, значи покрај витамин Д, покрај омега, би ги спомнала витамин С и цинк во комбинација со пробиотици. Значи пробиотиците се, да кажам, добри бактерии, така познати на популацијава, кои што имаат влијание врз имунитетот, затоа што 70% од имунитетот е стимулиран преку гастроинтестиналниот тракт. Здравата храна, би рекла, физичката активност, излегување надвор, секако кога не е толку загаден воздухот и користење на сонце. Излегување на сончева светлина. Сепак да го користиме и во зима сонцето на некој начин, нели да можеме колку толку да примели да можеме да произведе нашето тело, нашиот организам да произведе малку барем витамин Д по природен пат. Значи да заклучиме најбитните работи, значи од ова денес до сега се што го говоревме, значи загадениот воздух многу штетно влијае врз нашето здравје. Значи го слушнавте и оној прилог кој што навистина имаше доста информации во однос на тоа што се може да предизвика. Меѓутоа пак ние можеме на некој начин да се обидеме да се заштитиме со тоа што помалку ќе излегуваме во периодите кога е многу загадено надвор, значи ако немаме некоја потреба, подобро да бидеме дома, а кога пак е надвор чист воздухот, добро би било тоа да го искористиме, нели, и да биде во наша корист. Витаминот Д и омега-3 масните киселини кои што денес еве ги делиме како подарок до нашите гледачи, се навистина многу корисни во ваквите денови кога е многу загадено, за да можеме малку да го подигнеме нашиот имунитет и да се избориме со се што е надвор или штетно во однос на загадувачите кои што ги има, а да не дозволиме нели некој проблем да ни направат. Дали имаш нешто да додадеш, па тука да заокружиме емисијата? Јас некако успеав така накратко да ги заклучоците да ги изведам пред нашите гледачи. Да. Порака до гледачите нели да внимаваме на нашиот имунитет. Како што рековте, доаѓа нели период на вируси, бактерии, така што да се заштитиме тоа што е во наша моќ, пак би рекла. Колку можеме да се грижиме за нашето здравје. Тоа што може да влијаеме. Ти благодарам за денес. Се надевам дека во некоја следна емисија повторно некој од кај вас ќе дојде пак да говориме за некои други суплементи како влијаат и колку позитивно влијаат и можат да влијаат и да не заштитат од некои други заболувања. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес, значи уште еднаш да ги прочитам оние добитници денешни кои што беа, значи Донева Душанка, Сузана Димевска или Димеска, така, Дамјан Дончевски и Ризовска Гордана. Веќе од утре може да дојдат да си ги подигнат нивните подароци во телевизија Сонце. А ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време. Уште од сега можам да ви најавам интересна тема за повозрастните кои што навистина имаат проблеми со спондилозата и дископатијата, со оние фамозни болки во пределот на кичмата, грбот, вратот. Ќе говориме на оваа тема со Сања Петреска, која што е физиотерапевт и доаѓа од Промедика. Ве оставам во убаво расположение, имете добро здравје, се гледаме за 7 дена.